Добро вечер во второто издание на Дневникот на Канал Плюс телевизија. Еве дел од она што ќе гледате. Во ек на грејната сезона се уште не се испорачани сите нарачани дрва преку Сдруженијата на пензионерите, дрвократците во акција, на дело патени и со кривични се тројца штипјани. Намалени се цените на 282 лекови кои се користат за болничко лекување и граѓаните ги купуваат во аптеките, соопштеа здравствените власти. Општина Делчево ги зголемува стипендиите за талентираните студенти. Годинава општината стипендира 24 студенти и средношколци. Министерството за здравство денеска најави ново намалување на цените на 282 лека. Со ова намалување Министерството заштедува уште 1 милион евра. На листата на намалени цени на лековите се лекови за кардиоваскуларни болести, за рак, за дијабет и многу други. Ново намалување на вкупно 282 лека, најави Министерството за здравство, се работи за 8 поред намалување на цените на лековите, а со тоа вкупната заштеда ќе изнесува 1 милион евра. Намалувањето на цените на лековите се однесува на генерички, оригинатори и иновативни лекови. Вкупната во рамки на новите максимални цени намалени се малопродажните и големопродажните цени на 203 генерички лекови, 73 оригинатори и иновативни лекови, кои стапија на сила од 3 ноември. Вкупната заштеда кај генеричките лекови на годишно ниво изнесува 706.130 евра, додека кај оригинаторите и иновативните лекови изнесува 430.236 евра, што значи дека годишната заштеда ќе биде некаде над 1 милион евра. Со намалувањето на цените на лековите се опфатени лекарствата за болничко лекување и лековите кои граѓаните ги купуваат во аптека. Најголемо намалување на малопродажната цена кај некои од најчесто употребуваните генерички лекови има кај лековите кои се употребуваат за кардиоваскуларни болести, за рак, дијабет и така натаму. Најголемо намалување на малопродажните цени кај некои од најчесто употребуваните генерички лекови имаме кај золендронската киселина. Тоа е лек за третман на остеопороза и рак на коски со разлика во цена од 40,36%. Старата малопродажна цена била 8.052 денари, а новата изнесува 4.802 денари, што ќе овозможи годишна заштеда од дури 264.000 евра. Лориста Х, тоа е осертан генеричко име, лек за висок крвен притисок, со разлика на цена од 27%. Старата малопродажна цена била 289 денари, а новата изнесува 209 денари, што ќе овозможи годишна заштеда околу 96.700 евра. Еманера капсула, лек кој делува на гастроентеростиналниот тракт за третман на чир, со разлика во цената од 47,46%. Ова се само дел од лековите кои се со намалени цени. Како што појасни Тодоров, Министерството ќе продолжи со применување на оваа мерка и дека со намалувањето на цените се добива значителна заштеда која што може да се искористи за други потреби во медицината. Иван Стојанов, младиот штипјанец кому му беше потребно трансплантирање на матични клетки, вечерва заминува во Кина на долгоочекуваната операција. На операцијата се чекаше бидејќи беше потребно да се соберат 26.000 евра, кои конечно се собрани благодарение на хуманоста на граѓаните, донациите од бизнис секторот и ангажирањето на членовите на невладината хуманитарна организација Цивитас. Младиот штипјанец Иван Стојанов, за кого подолг период се собираа парични донации за лекување, денес конечно ќе замине во Кина, каде треба да му се трансплантираат матични клетки. Од хуманитарното невладино здружение за помош на социјално исклучени лица и ризични групи Цивитас, кое беше директно инволвирано при собирањето на потребните парични средства, дознаваме дека терапијата ќе трае вкупно 2 недели и дека се очекуваат позитивни резултати. Хуманитарното здружение Цивитас преку голем број хуманитарни акции успеа со поддршка на граѓаните и бизнис секторот да ги соберат потребните 26.000 евра, за да се оствари единствената желба на Иван да замине на лекување.
Заедно со Иван и неговата мајка во Кина ќе замени и председателот на Цивитас Мартин Ѓоргиев, кој истакна дека Иван има потреба од некого со чија помош ќе можат подобро да се снајдат. Ѓоргиев го радува тоа што после сите напори успеа да ги соберат 26.000 евра за конечно Иван да замине во престижната клиника во Пекинг, каде му е гарантирано дека повторно ќе застане на нозе и ќе може без проблеми да се посвети на неговите досега неостварливи планови за иднината. Грејната сезона за оние кои планираат да се грејат со дрва, порачани преку Сдруженијата на пензионерите во скоро сите општини, се уште е неизвестна. Председателот на Сојузот на пензионерски здруженија крајната испорака ја најави за јануари. Грејната сезона започна, но домовите на многу штипјани се студени, во очекување се на платените дрва преку Сдруженијето на пензионерите, од каде велат дека испораката е во тек, но денес информираат дека дел од порачаните количини може да се испорачаат дури во јануари. Бевме разговараме на таа тема и со повеќе писатели тука што има координационно тело формира на владата поради проблемот што го создаде Македонски шуми и мислам дека е донесена таква одлука да најпрво сите пензионери кои плателе еден дел голем да им се даде, а вториот дел да биде да кажем при крај на годината или во јануари. На тој начин ќе се реши проблем кај сите пензионери во Македонија. Давале го тендеро на народ, нали, задруга ли што било, има превоз, има работници. Сега ги давале тендерите на човек. Например, ја го земам тендеро, допрво треба да најаѓам влече, коњи, булдожерли, камиони, превози. Ете за тоа касно дрвата. И што сум чул, не значи дека сигурен сум. Не може да каже никој ништо за дрвата. Дали невременски прилики баш дождовите беа, дали што е, како е, за тоа не може да кажеме ништо. Молим. Имате ли вие порачено дрво? Дрва? Не, јас имам мој свој дрва. Купено вака приватно. Не сум порачал. Не чекате од дружба? Од пензионерите не чекам, не. Па до сега не сум пишувал од пензионерите, јас сум нов пензионер, а мислам се од наредната година да си пишувам преку пензионерите. Ако има, ако не... Недостигот од дрва и порастот на цената ги подгрева надежите за заработка кај дрвократците. И покрај големите казни, дивата сеча не е реткост. Секторот за внатрешни работи Штип поднесе кривична пријава против тројца штипјани кои се фатени како крадат дрва. СВР Штип поднесе кривична пријава против СЈ 55 години од Штип, кој на 8 октомври оттуѓе шума во местото викано Стари Лозја во атарот на село Лакавица и Балталија и секол и одзел дабови огревни дрва во количина од 4,8 метри кубни, со што се стекнал со противправна имотна корист од 19.460 денари. СВР Штип поднесе кривична пријава и против двајца штипјани на возраст од 25 и 28 години, кои оттуѓе шума од атарот на село Шашаварлија Штипско одзеле претходно одсечени дабови огревни дрва во количина од 1,5 метри кубни, стекнувајќи се со противправна имотна корист од 5.500 денари. Продолжува изградбата на дневен центар за лица со посебни потреби во општина Македонска Каменица. Дневниот центар, кој ќе биде изграден во непосредна близина на детската градинка Бамби, е со површина од околу 350 квадратни метри. Вкупната вредност на проектот е околу 12 милиони денари, а средствата се обезбедени од буџетот на општина Македонска Каменица. Откако во месец август беше ставен камен темелникот, општината Македонска Каменица започна со изградбата на дневниот центар за лица со посебни потреби. Дневен центар кој се гради во близина на детската градинка Бамби со вкупна површина од 350 квадратни метри. Вкупната вредност на проектот е околу 12 милиони денари, а средствата се обезбедени од буџетот на општината Македонска Каменица. Како што во текот на летото истакна и самиот министер за труд и социјална политика Диме Спасов, со реализацијата на овој проект ќе биде надминат деценискиот проблем на лицата со посебни потреби, кои што конечно ќе добијат своје катче во општина Македонска Каменица. Токму овој дневен центар кој ќе се гради е израз на потребите на дечињата со попреченост од Македонска Каменица. Како ресорен министер, добро знам колку им значи на родителите постоењето на вакви центри, каде што нивните деца ќе можат да престојуваат, да бидат згрижени, но и да учат. Нивниот ден ќе биде исполнет со значајни содржини и програма која што ќе им помага во текот на секој ден да ги унапредуваат своите вештини и подобро да се снаоѓаат во секојдневието.
Со ова, според градоначалникот на општина Македонска Каменица Дарко Митевски, се решава проблемот околу патувањето на дечињата во дневниот центар за лица со посебни потреби во Делчево. Оваа идеја за да изградиме дневен центар за деца со посебни потреби, произлезе од една заедничка средба наша со министерот и со представниците од Порака, каде што идентификувавме дека навистина за општина Македонска Каменица, како една современа европска општина, дека навистина има потреба од еден таков дневен центар, со што и дечињата или корисниците на овие услуги нема да имаат потреба да патуваат до Делчево, како што тоа го се случуваше во изминатиот период. Овој центар ќе биде голема поддршка за родителите на лицата со интелектуална попреченост, одлична форма на институционална заштита и згрижување на овие лица. Конечно на овој ден се реши да се изгради еден ваков дневен центар кој ќе биде од големо значење за сите нас како граѓани на општина Каменица и пошироко. А најмногу ќе биде од голема корист за лицата со интелектуална попреченост. Инаку изградбата на дневниот центар за лица со посебни потреби во Македонска Каменица се очекува да заврши кон крајот на следната 2016 година. Во присуство на председателот на Сојузот на пензионери на Република Македонија, денес во населбата Сењак во Штип беше отворен и осветен најновиот клуб на пензионери во Штип. Пензионерите кои живеат во штипската населба Сењак денес беа пресрекни затоа што конечно се отворени вратите на нивното ново катче, каде ќе се дружат, каде ќе договараат екскурзии над превари. Едноставно место каде секојдневно ќе го поминуваат слободното време. Па добро, ова значи свечено нешто. Свечено за сите пензионери, да се збереме, да се видиме. Друштво, тоа е најважно. Ние си дојдеме, платиме си там колку треба и се шетаме. За секој празник си имаме обезбедено превози се. Убаво е, до сега ни е многу убаво. Друштвото ни е битно, збираме се, шах, карти, занимаваме се, турнири дека има, збираме се, плакиме се, одеме, екскурзии правиме. Многу е добро. За нас многу значи тоа, да има кај да дружењето, нели, да се занимаваме со нешто. Досада тепаме дом не седе. До сега одеме во центарот, 20 години сум јас пензионерка. Секојаш пешачеме. Сега не е подобро и поблизо. Јас сум од два населба Сењак. Се собираме да се дружиме пензионерите, да сме си здрави и живи и вечно да си живееме и младите исто пред нас да си живеат, ние по ние после. Ова е еден од 400-та клубови во Републикава на чие свечено отворање присуствуваше и председателот на Сојузот на пензионери Драгија Грировски. Клубите за Сојузот, па посебно за нивните ограници, за друженијата многу значат. Значат места каде тие се дружат, каде тие играат шах, домино, се информираат нашиот вестник пензионери, го читаат. Ако збориме за Штип, Штип благодарики токму за таа соработка што има нашиот председател Василев со градоначалникот Илчо Захариев, со локалната самоуправа. Имаме во последно време неколку клуби отворено, така да од ден на ден условите за дружење, за ширење на пријателството, за надминување на депресијата кај пензионерите многу се зголемуваат. Просторијата каде се наоѓа новиот клуб на штипските пензионери кои живеат во населбата Сењак е во нивна лична собственост. Ние си имаме клуб на пензионерите и вај клуб е наш собствен на пензионерите ќе биде за веки за векова додека постои изградата нормално. А Сењакот еден, Сењак 2, 3, 4, што е една голема населба, која заслужуваше да го има воа, не у нашиот мандат. Сега потрудиме се да направиме да биде тај клуб, да го купиме, да направиме, да се да средиме, да биде убаво. На отворањето на новиот пензионерски клуб во име на градоначалникот примариус магистер Илчо Захариев присуствуваше шефот на кабинетот Снежана Санева. Навистина тие се една популација во нашиот град која што со својот ентузијазам и со својата желба да постигнат нешто, да направат се пример едноставно како треба да се работи, па макар и во трето доба, кога значи работниот век престанува и сега слободното време треба некако да се искористи. Тоа слободно време тие правилно го искористуваат. Штипското здружение на пензионери е едно од 53-те во Македонија, во кое пензионерите секојдневно се дружат, разговараат и споделуваат за нивните радости и проблеми. Општина Зрновци продолжува со реализирањето на зацртаните проекти во делот на комуналната инфраструктура. Според програмата, денес се асфалтирани и преостанатите 3 улици во населеното место Зрновци.
Општина Зрновци денеска со нов проект за решавање на патната инфраструктура во општината. Со средства од 1 милион денари во населеното место Зрновци започна асфалтирањето на 3 улици во вкупна должина од 1000 метри. Битен фактор за општината е да се има добра изградена патна инфраструктура со цел да им се обезбеди подобра мобилност на луѓето и на стоките. Од таа причина, ние годинава се одлучивме да асфалтираме неколку улици во должина од 1000 метри. Значи ќе биде асфалтирана улицата крак од улицата Аспарук Манев, крак од улица Филе Ристов и крак од улица Генерал Апостолски во должина од 1000 метри. А со обзир на конфигурацијата на теренот на овие улици, се одлучивме изградба на атмосферска канализација која веќе е поставена, така да во иднина очекуваме дека проблемот што беше од атмосферската вода ќе биде решен. Значи сите оние оштетување на самата улица и тоа оштетување и на имотите на граѓаните ќе бидат веќе минато. Средствата за асфалтирање на овие улици се обезбедени преку буџетот на општината во вредност од 1 милион и 400 илјади денари. Меѓутоа ние овде не застануваме, значи во блиска иднина планираме да асфалтираме уште неколку улици, и тоа не само во Зрновци, туку и во село Видовиште и село Морадис. Инаку општината во изминатите месеци од оваа календарска година реализираше повеќе комунални проекти во интерес на животот на граѓаните од општината, зашто градоначалникот Станков истакнува. Можам да кажам дека имавме плодна година, со обзир на тоа што веќе е завршен, целосно завршен патот, регионалниот пат Видовиште-Теранци, значи ова е една голема капитална инвестиција. Со тоа обезбедевме една нова сообраќајна алтернатива за граѓаните на општината, значи многу побрзен пристап и излегување на магистралата Кочани Скопје, така да навистина овој проект беше со години посакуван, еве веќе тој се има реализирано. Меѓутоа исто така, значи посветивме внимание на неколку други проекти во делот на инфраструктурата. Тука можам да го спомнам и проектот изградба и регулација на речното корито на реката Морошка. Целосно ги завршивме годинава и црквите во село Морадис и црквата во село Видовиште. Направивме термофасада на општинската зграда. Отворивме пензионерски клуб и уште многу други помали проекти. Изготвивме и техничка документација за повеќе проекти кои што годинава ќе бидат аплицирани. Меѓутоа познато е и дека за повеќе проекти веќе ни се одобрени средства. За некои од нив веќе тендерската постапка е во тек. Јас очекувам дека уште пред нова година ќе се започне со реализација на истите. Очекувам дека до крајот на годината или почетокот на следната година ќе започнеме со изградба и на детската градинка, уредување на речното корито на реката Зрновска втора фаза и асфалтирање на улица Скопска, која што е во должина од 500 метра, меѓутоа е една улица во село Морадис, која што се протега покрај самата Морошка река, која што ќе биде во должина од 900 метри и истото ќе биде пропратена и со тротоари. И во наредната година општина Зрновци ќе пристапи кон асфалтирање на улици во населените места во општината, како и почеток на изградба на детска градинка во Зрновци. За 1500 динари се зголемува стипендијата за студенти според одлуката што ја донесе Советот на општина Дилчево за доделување на 3500 динари во рок од 9 месеци на 6 студенти кои постигнале висок успех во студирањето. Општината ќе додели и 6 стипендии од 2000 динари за студенти со успех над 8,5 и 12 стипендии по 1000 динари за средношколците. Општина Делчево ја зголеми сумата на стипендијата за студенти кои постигнале особено висок успех во студирањето. Наместо 2000, 6 студенти во рок од 9 месеци ќе земаат по 3500 денари. Инаку општина Делчево 9-та година поред донесува одлуки за доделување на стипендии за ученици и студенти, но тогаш се доделуваа по 2 стипендии, а континуирано оваа бројка се зголемуваше од година в година. За сега изнесува 12 стипендии за ученици и 12 стипендии за студенти. На последната седница на Советот се донесоа 4 одлуки, тоа првата одлука е за доделување на 6 стипендии за студенти кои покажале особено висок успех во студирањето. За нив месечната стипендија ќе изнесува 3500 денари, ќе се доделува 9 месеци во текот на студиската 2015-2016 година. Втората одлука е за доделување на стипендии на
студенти кои студираат на државните универзитети во Република Македонија, кои што имаат просек над 8.00, но и кои потекнуваат од семејства кои се социјално загрозени. Останатите 12 стипендии се за ученици кои учат во средното општинско училиште Методи Митевски Брицо, и тоа 6 стипендии за ученици кои покажале особено висок успех во учењето, кај кој што нема да се зема во предмет материјалната положба на семејствата, значи кај нив треба успехот да биде 5.00 и да постигнале барем една награда на државни или регионални надпревари, организирани секако од Министерството за образование. Останатите 6 стипендии се за ученици кои учат во средното општинско училиште и кои што постигнале континуиран успех над 4,5 и кои што потекнуваат од семејства кои што се социјално загрозени. Конкурсот за стипендирање на најдобрите ученици и студенти во Делчево ќе биде објавен за неколку дена. И општина Македонска Каменица ќе ги стипендира најдобрите ученици и студенти. Од општината соопштија дека ќе се доделат вкупно 9 стипендии за 2016 година, од кои 3 за ученици запишани во основно, 3 за ученици запишани во средно училиште и 3 стипендии за најдобрите студенти. Конкурсот ќе биде објавен на 10 и ќе трае до 25 ноември. А во критериумите за добивање на стипендија покрај успехот на учениците и студентите ќе се бодира и нивната семено-материјална положба. Незаконското постапување на градоначалникот на Штип Илчо Захариев може да ги остави пензионерите од Штип и околината без дом за стари лица. Повторно на пресконференција обвинија денес штипските социјалдемократи. Тврдат дека одлуката за изградба на дом за стари лица над поранешниот ресторан на Арама без потребните документи е дивоградба. Од кабинетот на градоначалникот на Штип со став дека на неосновани обвинувања немаат коментар. Повторно појаснуваат дека владата го додели објектот на ресторанот од некогашната касарна на општина Штип, а локалната самоуправа го додели на Сдруженијето на пензионери, бидејќи е во општ интерес Штип да има дом за стари лица. Без соодветен елаборат и одобрение за градба, кој требаше да содржи одлука за промена на деталниот урбанистички план, на ова место на некогашниот ресторан на Арама започна изградба на нов габаритен објект. Захариев го има ставено својот подпис на одлуката од 30.7.2014 година, со која се одбива барањето за доградба или надградба на реконструкција, санација и адаптација на постојаниот објект со надградба, во кое изричито се нагласува дека постапката треба да се прекине до целосно комплетирање на документацијата. Завршија 5-годишните истражувања на локалитетот Коколов Рид кај Виничка Кршла. Археолозите работат на обработка и документирање на истражениот материјал од ова богато археолошко наоѓалиште, која даде значајни сознанија за погребувањата во периодот на бронзеното време и римскиот период од 2 и 3 век. Нови и значајни сознанија за погребувањата во периодот на бронзеното време и римскиот период од 2 и 3 век даваат археолошките наоди од последните 5-годишни истражувања на виничкиот локалитет Коколов Рид. Ископувањата овој пат беа концентрирани на светилиштето од бронзеното време, вели Јулијана Иванова, археолог во музеот Теракота. Откривме голем број на керамички садови кои што биле ритуално кршени тука и принесувани како во смисла на обредни действија, и посебно е значајно што тие се на источната страна, значи свртени кон сонцето. Почитувањето на вегетативниот култ и сонцето биле значајни особено во бронзеното време на овие простори. Откривме уникатни примероци на керамички садови, исто така и претходните години имавме, што воопшто до сега не се среќаваат на наша територија. И понатаму следува нивниот процес на документација, научна обработка, конзервација, реставрација
Типологијата на поголемиот број на керамички садови од светилиштето укажува на аналогии најмногу со светилиштата во Пелинци и Татикев камен, село Коќено во Кумановскиот регион и со керамиката која се среќава на поширок простор во југоисточна Србија и северозападна Бугарија. Овој значаен локалитет кој што веќе се наоѓа, има значајно место во археолошката карта на Република Македонија. Има повеќе периоди од праисторијата, од раното бронзено време, од доцното бронзено време, период на првиот милениум, односно железното време го имаме застапено тука и имаме неколку погребувања со кремации од 2-тиот и 3-тиот век од нашата ера. Овој локалитет претходните години даде значајни сознанија за најстарата историја на територија на општина Виница. Значи, овде ги имаме откриено најстарите скелети, човечки скелети од раното бронзено време, дури имаме еден уникатен, единствен откриен гроб, кој што е единствен на територија на Република Македонија од тој период. Проектот Коколов рит не застанува овде. Следува процес на конзервација на откриените наоди, а ќе биде ангажиран и антрополог за комплетна анализа на материјалот. Како истражувачки процес кој континуирано го подржуваат Министерството за култура и општина Виница, Музеот Теракота го продолжува и следната година. Комбинираните ресурси на агенциите на Обединетите нации, Црвениот крст и хуманитарните организации повеќе не се во состојба да обезбедат заштита и помош за спасување на животот на 60 милиони луѓе, раселени поради војни и протерувања, изјави високиот комесар на Обединетите нации за бегалци Антонио Гутереш. Тој пред Комитетот за човекови права на Генералното собрание на Обединетите нации истакна дека масовниот прилив на сирици, ирачани и афганистанци во источниот дел на Средоземното море оваа година е соочен со недостиг на финансирање на хуманитарните потреби. Над 4 милиони сирици по неколку години живеење во прогон во соседните земји ја потрошиле својата заштеда и загубиле надеж за политичко решавање на речиси 5-годишниот конфликт. Германската канцеларка Меркел, која е цел на остри критики од дел од јавноста, смета дека прекинот на прием на бегалци во земјата може да предизвика воен конфликт на Балканот. Меркел смета дека ако Германија ги затвори границите со Австрија, тоа може да предизвика домино ефект во земјите кои се наоѓаат на рутата која што ја користат бегалците. Таа не сака да се случи воените конфликти повторно да бидат неопходни за да се надминат проблемите. Според германската канцеларка, ситуацијата може брзо да се влоши и да се претвори во насилство и зголемени тензии во државите на Балканот. На интернет се појави видео снимка за која авторите тврдат дека од внатрешноста на рускиот авион неколку минути пред самиот пат. На видеото се гледа како во авионот се шири бел чат и се шпекулира дека причините за падот се труење со гас или поставена експлозивна направа. Сепак повеќето од луѓето сметаат снимката објавена на каналот на YouTube е лажна се со цел за зголемување на прегледите. Штипе лулката на кошарката во Македонија. Тоа го потврдуваат сите спортски новинари за почетоците на кошарката во нашата држава. Вистината е една. Првата официјална кошаркарска средба е одиграна во Штип. Токму ова е дел од најновата книга на еден од најстарите спортски новинари од Штип, Кирил Манев, кој денес имаше промоција на неговата најнова книга посветена на кошарката и незините почетоци, насловена Штип со кошаркарска традиција. Оваа книга е поделена на повеќе златни периоди. Штипската кошарка ја красат неколку периоди. Токму тие периоди ги ставам во една целина. Инаку да споменам дека штипската кошарка датира од 1932 година. Прв пат во Штип е донесена кошаркарската топка. 1932 година, а потоа една година подосна е одиграна и првиот надпревар, и тоа на 27. август 1933 година. Потоа по ослободувањето 1945 година во Штип е формиран првиот кошаркарски клуб во Македонија, Ванчо Преќе. Ванчо Преќе ја составува и репрезентацијата на Македонија. Тоа е првата македонска кошаркарска репрезентација. Екипата на Гоце Делчев станува учесник во најквалитетното силно надпреварување во првата кошаркарска лига на Македонија.
обезбеди опстанок, но кои се причините зошто Штипјани се откажаа од првенството, зошто не го продолжија првенството годинава, тоа е друга тема и за друга дебата. На денешната промоција присуствуваа и познати бивши кошаркари, како и негови колеги, односно спортски новинари. Кирил Манев е од секогаш бил во спортот, за книгата што да кажем, тој ќе остане за секогаш и добра работа направил. Офанал ги повеќе спортови и најголем дел е на обрнато на кошарката, на почетоци на кошарката, се до денешни ден. Навистина сум восхитен и можам само да му честитам на мојот колега Кирил Манев. Јас сум, зад мене е 50 години новинарска кариера, спортска. Ја не би се осмелил вака да 15 книги зад Кирил Манев, тоа е навистина многу. Штип е еден спортски град, не само кошарка, фудбал. Не верувам дека има некој спорт што Штип го нема и што има многу успеси од борење па натаму. Оваа книга ќе остане во сеќавање, каде што помладите генерации ќе имаат од што да учат. Доброто е тоа што господин Кирил Манев се реши да направи книга за кошарката, ради тоа што младите генерации ќе имат чест да гледат сите генерации до сега што биле кошаркари. Се историјата на штипската кошарка е голема. Мислам дека сите ќе имаат голема корист од тоа. Се надеваме дека ќе биде потек за младите категории да продолжат со напорна работа и пред се да имаме големи успеси во штипската кошарка. Кирил Манев во изминатите децении напишал над 15.000 текстови од областа на спортот и физичката култура, реализирал над 3.000 радиопреноси од спортски настани, а со денешната промоција ја заокружи бројката од 15 книги посветени на спортот. Овде е крајот на дневникот. Повеќе информации можете да најдете на нашиот веб портал и на социјалните мрежи. Имајте пријатна вечер.